Денеска сме 1 јуни, 2 јуни. Чекаме практично секој момент да се слушнат двајцата премиери и да ни кажат, да ни соопштат на двете јавности што се случило во државата. Ние го немаме луксузот на 1 јуни 2018 година да разговараме за една година влада како да сме во Норвешка или Шведска. Бидејќи над нас виси, буквално виси Хамлет. Хамлетовска дилема, дали Македонија ќе ја биде или не. Или барем, еве ако да не биде тоа мој став, барем така се поставува дилемата од страна на важни фактори и во државата и надвор државата. Од тој аспект, 365 решени проблеми, што и да било тоа малку личи на претходната влада, да речеме, се важни, не се неважни, но тие се важни во друг тип на дебата. Она што е важно е дека владата одлучи свесно, и тоа не го криеше, дека се фокусира на најважното прашање што мислиме дека мора да се случи во Македонија. Тоа е да се реши или да не се реши проблемот со името. И при тоа да ни даде одговори што ако се реши и што ако не се реши. Тоа е меѓуницата која што ние треба да разговараме. Не викам дека не треба и ова да го разговараме, ова е важно, бидејќи на крај на овие теми, овие 365 или тие 365 што ги нема работи што ги ветила владата, ќе се решаваат можеби изборите. Но ова е клучна тема на која што ние, да речеме условно кажано, треба можеби да ја попуштиме на владата. Во име на јавност и во име на јавниот дискурс. По дома можеме тоа да правиме. Да не се лажеме сега. Ние сме држава во која што вие велите земјоделски имавте паралели. Овошките, кои имате стара овошка, која што треба, која не даѓа плод, треба да се ископаничи, после една година треба да остои да се изравни земјата за да почне да раѓа. Ние имавме 11 години овошки кои што родија отровни плодови, кои што го отруја народот, пред се македонскиот, ги отруја меѓуетничките односи. Да не забораваме дека 2006 Груевски цела година, 2 години, 3 години практично во јавноста беше индулгентна кон него. Освен тие, меѓу кои јас, кои ги препознаме, да кажеме, авторитарните тенденции на таа власт. Значи, една година е прилично малку во вакви катаклизмични времења, да ги кажеме. И тоа мора да не биде. Втората работа, да не се лажеме дека ние, може би некој тивко, некој погласно, во оваа држава во која што веќе поминавме 11 години, 27 години независност и од 903-та сме имале некаков вид на свесност, издиференцирана свест да постоење на некоја нација или создавање, ние денеска си го поставуваме прашањето по дома, тивко најчесто, дали ќе го биде ова парче земја. Дали оваа држава на ваква геополитичка ветрометина ќе успее да обстои како таква. И ги немаме аргументи до крај зошто би обстоила и зошто не би обстоила. Ние имаме разни закани, некои се реални, некои се можеби имагинарни, кои што висат над нас. И сега оваа влада, сега испаѓа дека треба да ја бранам во тој поглед, и ќе го направам тоа, свесно, оваа влада се реши да го истече тој Дамоклов меч, ако успее. И затоа ние ќе одобиеме денеска утре пакетот, ќе треба да дискутираме за пакетот. Со голема одговорност кон пакетот, тоа претпоставувам дека согласуваме. Не да долеваме масло во оганот. Ако успее да се направи една добра дебата во Македонија и во Грција, пошто и Грција е фактор, да не се лажеме, која што неколку пати не прелажала сега, вклучително и со Илинденска Македонија, ако се успее да се направи добра дебата во Македонија, на референдум, ако успееме по мое лично мислење, успешен референдум е 51% од етничките македонци плюс албанците, бидејќи за жал така е поставена работата во Македонија, 57% македонци плюс албанците да гласаат за решението, ние ќе имаме релативно кохерентно решение кое што биде поддржано од широкото граѓанство македонци и албанци. И тоа е откочувањето после на големите процеси. Тоа е откочувањето на етничката агенда. Тоа е откочувањето евентуално на економската агенда. Тоа е откочувањето на овие стравови што висат над македонецот, дали ќе биде државата и така натаму.